Фала на има за организацијата на настанов и за оваа прекрасна публикација што ја произведовте вие. Едва чекам да завршам за да му дадам збор на Жарко да ја промовира, но имаш право, студиите се поврзани во својата проблематика и во ред да ги представиме главните наоди од бейслайн студијата во рамки на Деполаризирај се, која што се занимава токму со прашањето на демократски институции, кластерот темели како нешто што се имплементира практично во функционирањето на сите институции и целиот јавен сектор, а не како абстракција што лебди. Вакво го видовме резултатот. Извинете, ја одма преминав на темата, не поздравив никого. Поздравам амбасадорката, господја Грковска и сите останати. Заборавив на етикетата, се извинувам. Но да продолжиме со темата, затоа што тоа е најважното. Значи, се занимаваме со прашањето на демократски институции на начин кој што институтот години порано, уште кога падна од власт ВМРО начело со Груевски и така натаму, уште од тогаш почнавме да предупредуваме дека поглавието 23, тогаш не постоеше методологијата по кластери, уште тогаш предупредувавме дека поглавието 23 темели или темелните вредности не се однесува само на апстрактен говор за човекови права, не се однесува само на парламентарна демократија. Најпосле имавме како беше одлично изведени избори, како ги формулира ОПСЕ на времето, во ерата на Груевски. Значи, поентата е дека празната форма на тоа што се демократски институции и самиот минимум на задоволување на копенхашките критериуми не е доволно и дека институциите, целиот јавен сектор мора да ги инкарнира, да ги опредметува, да ги материализира вредностите од тогаш поглавје 23, меѓу кои што е и правото на добра администрација, тоа е право број 41, право 41 од Европската повелба на темелните права, и дека јавната администрација, значи државата како сервис на граѓаните, како сервис на правните субјекти, седно дали приватни или јавни, дека мора да се устрои така во испорачувањето на своите услуги. Институциите мора да се устројат така во испорачувањето на своите услуги да му служат на граѓанинот и да го стават граѓанинот во центарот на својот интерес, наместо обратната логика која што сметаме дека во авторитарни или недемократски системи се манифестира во начинот на кој што на кој што функционираат институциите. Недемократските институциите во тоталитарните системи, во тоталитарните апарати на владење имаат од законодавство до политики на имплементација, кои што во центарот го ставаат интересот на државата, тоа индиректно значи интересот на владеачките касти, да ги наречеме, затоа што има два стратуми, има политички партии или политичка елита и има административна елита, а граѓанинот е постојано под надзор, еден вид, со постојани проверки да не некако го измами системот, да не некако го искористи системот и така натаму. Значи целиот дискурс на таа юриспруденција во недемократските авторитарни системи е така поставен на глава. Значи
граѓанинот е постојано под некое подозрение дека сака да го измами системот, додека европските демократи и европската јуриспруденција која што е манифестирана во темелните права треба да се вградени во институциите, има обратна логика. Граѓанинот го смета за мал, ранлив, центар на својот интерес и свое внимание и својата обврска за заштита и го штити граѓанинот од моќта на институциите, кои што може да го згазат. Сега, ова е сето многу дескриптивно, многу се, како да кажам, колоквијално, народски прераскажано, затоа што сакам да допре суштината на се ова што звучи супер технички и супер бирократски со кластерите, со кластер темели, како ги пронижува сите други кластери и така натаму. Сето тоа звучи како комплексна технократија, како комплексна реторика на бирократи. Но за таа комплексна реторика, за таа комплексна методологија се крие оваа намера. И сега, сакам да објаснам дека новата методологија, извини цикле пак французите ќе ги бранам, новата методологија креирана по ваква иницијатива на Франција, се труди да го постигне токму тоа. Бидејќи имаат проблеми со Орбан, бидејќи имаат проблеми со Вучич, бидејќи имаат проблем да препознаат дека Груевски владее авторитарно, иако владееше супер законито, затоа што си направи закони што му одговараат, така, сепак добивме еден вид на автократски, тоталитарен апарат кој што немаше механизми Европската Унија да измери како тоа е недемократски, како тоа е авторитарен и како тоа празна форма на копенхашките критериуми се задоволува, а не суштина. Заради тоа се измисли новата методологија, која е секторска и која трга од следново. Значи, темели, кластерот темели, што подразбира демократски институции, кај што е вклучена и јавната администрација, буквално е дел од кластерот, јавна администрација, како демократски институции, се обезбеди дека како јавниот сектор функционира, ќе биде демократски, а не само законито. Значи, не е доволно да е само rule of law, не е доволно да е само законито. Имате авторитарни закони, имате закони во Кина и Северна Кореја. И може би и таму се сите супер законите, но не се демократски. Заради тоа, имплементацијата на кластерот еден темели низ сите сектори, затоа што пазите таа реформа на јавна администрација која што спаѓа под кластер 1 темели, значи демократизирање на целиот јавен сектор, јавната администрација, после треба да минува низ сите конкретни кластери со сите сектори интерсекторски поврзани. Например, кластер 3 економија, не можете да ја мислите без образование и наука. И сега, локалната фолклорна логика е далеку сме ние од тоа, ние битно да ги обучиме физичките работници некако да се вработат на европскиот пазар на трудот. Не, ако фаќаме приклучок со ЕУ, дури и да каскаме, дури и да се влечеме, мора да се приклучиме кон новиот концепт на економија во ЕУ. А тоа е економија базирана на технолошки надпревар на иновации. Заради тоа, ЕУ ја прогласи и економијата, и образованието, и науката како геополитичка категорија. Може да најдете куп говори на Урсула фон дер Лајен, каде што зборува за економско-образовните политики како геополитичкиот competitive edge
на ниво на планетарна политика. Не сакам да се губам сега многу во тој правец, само сакам да илустрирам дека кластерската логика и новата методологија на пристапување не е празна реторика, не е празен збор, не е како многу наши think tankoви што изјавија изговор, комплицирање на нештата за да се направи изговор, да се одложи пристапувањето. Напротив, таа има суштина и од таа суштина ние имаме полза. Конкретните препораки од бейзлайн студијата се премногу технички за да ви значат било што без ова сега што го кажав. После кога ќе бидат прашањата можам да ги прочитам препораките.